Добре дојдовте во e-училница на часот по математика за пето одделение за решавање на проблеми со повеќе операции. Јас сум Совка Нацева, одделенски наставник во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци. На овој час рековме дека ќе решаваме проблеми со повеќе операции. Односно, се надевам дека на крајот од часот секој ќе каже: знам да решавам едноставни и сложени проблеми, односно текстуални задачи, користејќи ги сите 4 операции. Можам од веќе стекнатите знаења да изведам нови заклучоци за решавање на проблемот и умеам да избирам соодветна стратегија за пресметување, да објаснам како сум дошол до резултатот и го проверувам резултатот, да утврдам дали одговорот е разумен. Но најправи треба да ги повториме правилата за решавање на проблеми. Кога имаме некој математички проблем, ги подвлекуваме и ги запишуваме клучните математички поими. Ако проблемот е сложен, го разложуваме на помали и поедноставни проблеми. Запишуваме броен израз за проблемот, го решаваме бројниот израз и при тоа ги почитуваме правилата за редоследот, односно приоритетот за решавање на математичките операции на бројниот израз, односно кои беа тие правила. Да ги повториме. Прво го решаваме она што е во заграда. Потоа множиме и делиме и на крајот собираме и одземаме. Доколку има прашање, одговараме на прашањето и утврдуваме дали одговорот ни е разумен, односно вршиме проверка. Се надевам дека сте подготвени да решиме некој математички проблем. Еве го првиот проблем. Ана вчера прочитала 35 страници од книгата, а денес прочитала 15 страници повеќе од вчера. Со кој од дадените бројни изрази можеме да пресметаме? Колку вкупно страници прочитала Ана вчера и денес? Да, имаме веќе понудени одговори, од кои што вие треба да го пронајдете точниот одговор. Да, 35 плюс 15. 2, 35 плюс 15 плюс 15. 2, 35 плюс 15 плюс 35 плюс 15. И 2, 35 плюс 35 плюс 15. Значи, да повторим. Имаме еден математички проблем, на што треба да направиме? Најпрви, подвлечете си ги математичките поими. Потоа, погледнете ги понудените одговори и пронајдете го точниот одговор, со тоа што за тие што мислите дека не се точни, треба да знаете зошто не се точни, а за точниот зошто е токму тој точен одговор. Ако ви е потребно, стиснете на пауза за да размислите. Потоа, откако ќе завршите задачата, продолжите со презентацијата за да видите дали точно сте одговориле. Значи, се надевам дека точно ја решивте задачата. Ајде да видиме како е решена. Ана вчера прочитала 35 страници од книгата, а денес прочитала 15 страници повеќе од вчера. Значи, во овој проблем имаме кои математички поими? Вчера и 35, а денес 15 и повеќе. Значи, треба да пресметаме колку вкупно. Значи, математичкиот поим е вкупно. Кога бараме вкупно, го користиме кој знак? Тоа е знакот плюс. На што треба да пресметаме? Од вчера 35 страници, а денес 15 повеќе. Кога имаме повеќе, значи на 35 треба да го додадеме знакот плюс. Така е.
Ајде да видиме кој од овие понудени одговори беше точниот одговор. Првиот одговор по да беше 35 плюс 15. Дали е ова точниот одговор? Не. Зошто? Под Б. 35 плюс 15 плюс 15. Дали е и ова точниот одговор? Токму така не е точен. Но зошто? Затоа што го имаме од првиот ден 35, ама вториот ден ги немаме 30 и 35 што се од претходниот ден. Под 2. 35 плюс 15 плюс 35 плюс 15. Дали е ова точниот одговор? Не, токму така. Кој бе тогаш точниот одговор? Точниот одговор е под Г. 35 плюс 35 плюс 15. Односно, Ана вчера прочитала 35 страници, значи, а денес прочитала 15 повеќе од вчера. Значи, тие од вчера 35 плюс овие 15. Оваа задача можеме да ја решиме на повеќе начини, односно да поставиме различни бројни изрази. 35 плюс 15 плюс 35. Значи, што имаме овде? Како во првиот случај, само што се сменити местата на 35 и 15. Овде важеше правилото дека ако собироците се ги променат местата, тогаш збирот не се менува. Или на крајот 35 за првиот ден плюс 35 за вториот ден плюс 15 и сетото 35 плюс 15 ставено во заграда. Значи, кога имаме плюс пред заградата, збирот не се менува. Како и да ги групираме, кога имаме собирање, значи немаме промена на збирот. Односно, одговорот на сите овие три задачи под Г би бил колку? 85. Ана вчера и денес прочитала вкупно 85 страници од книгата. Ајде да решиме уште еден проблем. Филип имал 120 денари, а Лазе имал 40 денари помалку од Филип. Со кој од дадените бројни изрази може да пресметаме? Колку би имал секој од нив доколку си ги поделат парите подеднакво? И во овој случај ќе имаме понудени одговори во кои што вие ќе треба да го пронајдете точниот одговор. По да. 120 плюс 120 минус 40 целото тоа во заграда поделено со 2. Под Б. 120 минус 40 во заграда поделено со 2. Под 2. 120 плюс 120 плюс 40 целото тоа во заграда поделено со 2 или под Г некој друг одговор. Размислете убаво, притиснете на пауза, решете ја задачата и откако ќе ја решите, повторно вратете се. Значи, што имаме? Филип имал 120 денари. Ги подвлекуваме математичките поими. А Лази има 40 денари помалку. Што имаме? Кога имаме помалку, кој знак го користевме? Токму така, знакот минус. Значи, ако тие си ги соберат заедно парите и ги поделат подеднакво, значи треба да ги поделат подеднакво, овде ќе имаме операцијата делење. Но што треба да внимаваме? Значи, Филип има 120 денари, треба да пресметаме колку денари имал Лазе и кога ќе ги стават заедно парите, кога ќе ги поделат на два еднакви дела, колку би имале. Ајде да видиме. Во овој случај ќе почнеме од одговорот под Г. Друг одговор од понудените дали може да биде? Не. Под В имавме 120 плюс 120 плюс 40. Дали е ова точниот одговор? Не, токму така. Но зошто? Затоа што имаме 120 парите на Филип плюс парите на Лазе биле 120
и 40 денари по-малку од Филип. Значи по-малку, а овде е ставен знакот плюс, значи не ни одговара ниту овој одговор. Под 2, 120 минус 40. Што не е точно овде? Значи 120 денари имал Филип, а дали Лази имал 40 денари? Не, тој имал 40 помалку од Филип. Значи ни ова не е точниот одговор. Ни останува дека точниот одговор е под да. Значи 120 плюс 120 минус 40 поделено на 2. Значи 120 се парите на Филип, плюс 120 минус 40 парите на Лазе, поделено на 2. Ако сте одговориле дека под да е точниот одговор, сте во право. Значи да го решиме проблемот. 120 плюс 120 минус 40 поделено на 2. Што правиме? Најпрви го решаваме она во заградата. Значи 120 плюс 120 минус 40 е 240 минус 40 во заграда поделено на 2. Значи во заградата имаме 200 поделено на 2, тоа е еднакво на 100. А одговорот би бил, доколку си ги поделат парите, секој од нив би имал по 100 денари. Ви беше ли тежок е овој проблем? Се надевам не. Ајде одиме на нешто малку посложено. Еве го и третиот проблем. На првата полица има 15 книги, а на втората 3 книги помалку. На третата полица 2 пати повеќе отколку на првата и втората полица заедно. Ова ни е проблемот. Значи, вие треба под да напишете броен израз со кој се одредува колку вкупно книги има на трите полици и под Б да ја пресметате бројната вредност на изразот што го напишавме и да одговорите на прашањето. Значи, за решавање на овој проблем ќе ви биде потребно повеќе време. Треба да се подсетиме што треба да направиме пред да го решиме и за тоа време, додека го решавате повторно, притиснете на пауза. Откако ќе ја решите задачата, продолжете со презентацијата. Ајде да се вратиме на проблемот. Што требаше најпрвен да направиме? Да ги подвлечеме математичките поими. Овој проблем можеме да го разложиме на повеќе поедноставни проблеми. Значи, првиот проблем или првото нешто што не е дадено е дека на првата полица има 15 книги. На втората полица има 3 книги помалку. Значи, на втората полица би имало 15 минус 3. А на третата, значи 2 пати повеќе отколку на првата и втората заедно. Значи, на втората полица би имало 15 плюс 15 минус 3, целото тоа помножено 2 пати. И на крајот, за пода имавме да го запишеме бројниот израз на прашањето колку вкупно книги има на трите полици. За да пронајдеме колку вкупно, значи се бара вкупно, ќе ги собереме сите книги од првата, втората и третата полица. Значи, на првата имаше 15, на втората 15 минус 3, на третата 2 пати по 15 плюс 15 минус 3 и сите овие рековме треба да ги собереме. Значи, ќе го добиеме бројниот израз 15 плюс 15 минус 3 плюс 2 пати по во заграда 15 плюс 15 минус 3. Треба да внимаваме, значи ова е бројниот израз. Под Б имавме да ја пресметаме бројната вредност на изразот и да го напишеме одговорот на прашањето. Значи, како ќе го пресметаме? Ќе пресметаме бројниот израз, вредноста на бројниот израз. Мора да внимаваме кои операции одат најпрвин, односно најпрвин пресметуваме она што е во заградата,
потоа множиме и на крајот собираме и одземаме. Значи, си пресметуваме. Бројниот израз ни беше 15 плюс 15 минус 3 плюс 2 пати во заграда 15 плюс 15 минус 3, затвараме заграда и рековме најпрви го пресметуваме тоа во заградата. 15 плюс 12 на втората полица и плюс 54 на третата полица. Вкупно кога ги собереме, добиваме 81. Значи, одговорот би бил на трите полици имало вкупно 81 книга. Можеме ли да решиме уште еден проблем? Ајде да одиме на уште еден проблем, да го решиме, ама ова е малку посложен и од овој проблем во кој што ќе имаме повеќе математички операции. Проблемот навидум на почетокот изгледа пократок, но треба да внимаваме. Значи, четвртиот проблем кој што ќе го решиме е Марко, за да стигне до училиште и да се врати дома, за еден ден пешачи 450 метри и 900 метри повеќе од патот се вози со автобус. Значи, ние треба да пронајдеме колку километри вкупно ќе помине Марко за 5 дена, за да стигне до училиште и да се врати дома. Значи, што треба да направиме за да го решиме проблемот? Притиснете на пауза, решите го проблемот и потоа вратете се на презентацијата. Ајде да видиме, да се вратиме на проблемот. Марко, да го повториме. Марко, за да стигне во училиште и да се врати дома, за еден ден пешачи 450 метри. Значи ги подвлекуваме математичките поими. За еден ден 450 метри и 900 метри повеќе од патот се вози со автобус. Значи колкав пат поминува Марко со автобус? Треба овој проблем да го разложиме на повеќе помали проблеми. Значи, колкав пат поминува Марко со автобус и колкав пат поминува Марко за еден ден? Како ќе пресметаме? За да стигнеме до одговорот, колку вкупно километри ќе помине Марко за 5 дена за да стигне до училиште и да се врати дома? Ајде да видиме, еве ни ги математичките поими ги извлековме. И што имаме? Дека тој, за да стигне со автобус, колкав пат поминува со автобус, значи 450 плюс 900. Тоа е, а колкав пат ќе помине за еден ден? Ако на патот поминан пеш 450 ги додадеме оние 450 плюс 900 што ги поминува со автобус и на крајот ќе добиеме сето тоа кога ќе го помножиме по 5. Значи толку пат ќе помине за 5 дена. Но да внимаваме. Во задачата имавме 450 метри поминува пеш, 1300, значи 450 плюс 900 метри поминува со автобус, но во главното прашање ни се бара колку километри. Што треба да направиме? Значи треба метрите да ги претвориме на крајот во километри. Како ќе го направиме тоа? Кога, што рековме да повториме, дека во 1 километар има 1000 метри. Значи, за да пресметаме колку километри, треба метрите да ги поделиме со 1000 за да добиеме колку километри. Значи, изразот би бил 400 од она што го поминува со автобус, пеш, плюс 450 плюс 900, колку што поминува со автобус, сето тоа во заграда, значи колку поминува за еден ден, по 5, колку поминува за 5 дена и поделено, на крајот поделено со 1000 за да пресметаме колку километри се тоа. Значи имаме, треба да внимаваме што правиме најпрви. Најпрви го пресметуваме она во заградата.
Значи 450 плюс 450 плюс 900 е 1800. Помножено по 5 поделено на 1000. Потоа си одиме поред. 1800 по 5 е еднакво на 9000. Поделено на 1000 е еднакво на 9. Значи, одговорот би бил, за да стигне во училиште и да се врати дома, Марко за 5 дена ќе помине 9 километри. Се надевам дека бевте успешни и во решавањето и на оваа задача. И дека научивте за решавање на проблеми, за решавање малку повеќе за решавање на проблеми. Ке имаме и домашна работа. Значи за дома ќе треба да си одберете барем по една задача од секоја страна од учебникот на страна 107, 112 и 113 избирка задачи, односно насловот од комбинирани задачи на страна 75 и 76 за петто одделение според Кембридж од Ламина. Се гледаме и продолжуваме и уште еден час со решавање на малку посложени проблеми од овие што денес ги работевме. Довидување!